Се заблагодарам за присуството. Како што спомнам, кандидатот за градоначалник и убеден сум после 17 октомври градоначалник на Газибаба. Денеска сме во посета на општината. Ќе посетиме населбата Автокоманда, каде што сме во моментов. Понатака ќе одиме и во населеното место Стајковци, каде што ќе имаме средби со граѓани, посета на граѓани, каде што ќе поразговараме во однос на составувањето на програмата за следните локални избори, која што ќе е детална и која што ќе е програма која што ќе се однесува на секое населено место, односно на секоја општина посебно, и затоа овие средби се во функција на подготовка на програмата за следните локални избори. Она што можам да го кажам во однос на општина Газибаба е дека е една интересна, голема општина, комбинација на урбана и рурална општина, општина која што за жал во овие 4 години назадува, општина која што со владењето на досегашниот градоначалник од СДСМ се соочи со големи предизвици и проблеми, ќе набројам неколку. Во моментов се уште општинската администрација и градоначалникот не се откажуваат од идејата за встартување на детален урбанистички план кој што би одел од фабриката Железара во продолжение, со цел да може таму да се развие тешко загадувачка индустрија. Тешко загадувачка индустрија која што потенцијално може да го загадува целото Скопје. За истото реагираше ВМРО-ДПМН, нашиот состав на советници, односно советниците на ВМРО-ДПМН во општината, на кој што сум им благодарен за целиот ангажман. Исто така реагираа граѓанските здруженија, пред се еколошки здруженија. Но градоначалникот од СДСМ, подржан од градоначалникот од СДСМ на град Скопје Петре Шлегов, не се откажуваат од оваа идеја, што значи дека освен заради лукративни интереси немаме друга логика зошто толку форсираат да во продолжение од фабриката Железара на територија на општина Газибаба се гради високозагадувачка индустрија. Втората работа која што ја сакам да ја споменам, која што исто така се случува пред локалните избори, свесни дека ќе ги изгубат изборите, е давањето за без пари на земјиштето каде што сега се наоѓа општина Газибаба. Имено општина Газибаба во моментов се наоѓа на една супер атрактивна локација на самиот булевар наспроти хотелот Континентал. Тука се уште актуелниот градоначалник од СДСМ потпиша договор со косовска фирма за изградба на стамбена и деловна зграда, во која што општината би добила многу малце, односно би добила само неколку простории за канцелари на општината, а сето друго би го добил така наречениот инвеститор. Па се поставуваат две прашања: дали толку немаше фирма градежна во Македонија што може да го направи ова, па мораше да се прави со косовска фирма, и зошто се оди на овој начин, зошто кога веќе општината решила да не го поседува тоа земјиште, не го даде на јавна лицитација, па да се надпреваруваат помеѓу себе фирмите и да се постигне висока цена, со таа висока цена да се наполни буџетот на општина Газибаба и да се инвестира во канализациони и водоводни системи, например. Туку се отиде на непосредна спогодба и колкав е личниот интерес на градоначалникот од СДСМ на Газибаба во овој проект. И третата работа која што сакам да ја споменам е едно упорно форсирање на детални урбанистички планови пред локалните избори. Истото гледате случува и во општина Карпош. Очигледно свесни дека ќе ги губат изборите, па така еве во општина Газибаба се форсира детален урбанистички план во кој што една зграда од приземје плюс 3 ката треба да порасне на приземје плюс 10 ката и да се уништи ова урбана и модерна населба како што во моментов е Автокоманда. Ви благодарам, повелете доколку има прашања и на темата и надвор од темата, се разбира. Јас имам две прашања. Првата е поврзана со локалните избори. Кога можеме да очекуваме потврда на кандидатот за град Скопје, имајќи предвид дека информациите се дека веќе го имате името? И второто прашање е кога пописот меќе предвид епидемиолошката состојба, меѓутоа и бројот на попишувачи кој што никако не може да дојде до задоволително место. Во однос на локалните избори и на кандидатурата за град Скопје, партиските органи ќе заседаваат на почетокот на следната недела и тогаш ќе го докомплетираме составот на оние општини кои што не ги објавивме во овие два турнуси, каде што се уште трае изборот, како и на кандидатот за град Скопје. Во однос на пописот, факт е дека власта не може да собере попишувачи. Покрај заради епидемиолошката слика, мислам дека една причина има која што се запоставува во јавноста, а тоа е дека луѓе кои што не се дел од СДСМ
најверојатно не се пријавуваат, од причина што, да ја потсетам јавноста, во текот на месеците февруари и март оваа година огласите за избор на попишувачи беа објавувани од страна на општинските организации на СДСМ. Имено општинските организации на СДСМ повикуваја луѓе да се пријават за попишувачи. Па по таа логика, секој кој што не е член на СДСМ најверојатно не се пријавува, затоа што мисли дека нема шанса да биде избран, затоа што изборот ќе биде по партиски критериум, а не по стручен критериум. И тоа покажува со какво фијаско се соочува власта, како што не може да заврши ни еден проект, така не може да го истурка како што треба и овој проект. Требаше со Алијанса веќе да објавите коалиција Чино-Нова Недова. До каде се разговорите, се знаат ли условите? Интензивни разговори имаме и неделата само што започна, денес е вторник, мислам дека во текот. Не. Има една позитивна атмосфера помеѓу нас, помеѓу Алијанса и помеѓу Алтернатива, така што очекувам дека да не давам конкретен рок, во следниот период од 7 до 10 дена дека ќе можеме да излеземе со еден конкретен план и платформа која што ќе значи една широка коалиција за борба со организираниот криминал и корупција, на која што ќе се приклучат многу политички партии. Во однос на изборите, кога сме веќе на таа тема, со оглед на моменталната состојба со ковид ситуацијата и огромните бројки и на починати на заразени, можно ли одложување на изборите? Не очекувам одложување на изборите. Единствен кој што ја форсира оваа тема на одложување на изборите е Зоран Заев и СДСМ, затоа што се свесни дека ќе им се случи порас на изборите и изборите не треба да бидат одложени вклучително и заради епидемиолошката слика која што е во Македонија, затоа што се покажа дека во еден период од година и пол власта не успева да се справи со корона пандемијата. Македонија последна во Европа набави вакцини. Во Македонија долго време немаше вакцини, луѓе мораја да одат во Србија, да чекаат редови за да се вакцинираат таму. Во Македонија мерките за поддршка на стопанството се најслаби од сите земји во регионот, да не зборувам за европско ниво. Во Македонија најмалце се одвојува од бруто домашниот производ за поддршка на стопанството и во Македонија имаме едни хаотични мерки кои што гледаме дека во суштина Венко Филипчи и Зоран Заев ги смислуваат, а не стручни луѓе, затоа што стручните луѓе излегоа и кажаа дека овие мерки ги предлагале порано, а дел воопшто не ги предлагале и со истите не се сложуваат пред се во делот на вакцинацијата и на оние кои што веќе го имаат прележано коронавирусот. Тоа покажува дека има еден тотален хаос, дека власта не знае да го менаџира овој процес на справување со коронавирусот и затоа се потребни избори за да се промени оваа власт и една компетентна власт на ВМРО, ДПМН и партнерите да се справи и со овој проблем. Посебно најавувате превремени парламентарни избори доколку победите на овие локални. Ако победиме на локалните, првата работа што се случи, мислам дека ќе е промена на владата во рамки на ова собрание, веднаш да една влада предводена од ВМРО, ДПМН се фати во коштец со проблемите кои што ги имаме пред се во делот на коронавирусот и секако напред до име на предвремени парламентарни избори. Ваш коментар околу новата кампања на владата против коронавирусот и второто околу изјавата на премиерот за тоа дека имаме големо срце ние како Македонија, затоа примаме толку многу бегалци од Авганистан. Во однос на кампањата, уште еднаш се покажа дека единствено власта што ја интересира се пари. Имено јавноста е сведок на она што го објавија медиумите, го коментираше и ВМРО, ДПМН, дека Македонија закасни со вакцини затоа што преку фирмата Стабри од Хонг Конг власта се обиде да земе провизија од набавката на кинески вакцини, затоа Македонија последна доби вакцини, а сега гледаме дека лансираат кампања од 300.000 евра, така наречена едукативна, а во меѓувреме не прават ништо друго. Клучното прашање за власта е зошто во Македонија немаше вакцинација како што имаше во останатите земји, на пример во јануари, февруари, март, април и така натака, зошто заради тоа се изгубија илјадници човечки животи и зошто сега ги присилуваат луѓето да се вакцинираат во услови кога тоа требаше да се случува во континуитет од јануари месец до сега. А во однос на големото срце, јас мислам дека веднаш споменав, ќе спомнам еве и во оваа прилика. Факт е дека во Авганистан се случува голема хуманитарна трагедија и дека на многу луѓе таму им треба помош. Но она што ние го спориме се условите во Македонија. Затоа што кога ќе дојдат бегалците овдека, а ќе дојдат, кога ќе ги видат нечистите улици, дупките на улиците, несредените улици, пропаднатата економија, кога ќе видат со што се соочува Македонија, веројатно ќе посакаат да се вратат назад во Авганистан, затоа што во моментов е полошо во Македонија отколку во Авганистан. И да не забораваме, Македонија во моментов е извозник на бегалци.
Затоа што од Македонија кој може бега. Секој човек што може да ја напушти Македонија, бега, односно илјадници луѓе годишно емигрираат и си одат од Македонија во западноевропските држави. Така што која е логиката да Македонија прима бегалци во услови кога од Македонија бега секој кој што може да избега?